Ахмети е заробен од Груби, затоа мора да го брани. Поседува бомби што ги добил од Заев, па сега Ахмети е врзан. Ова според поранешниот министер за финансии и аналитичар Джевдет Хајредини е причина за благонаклонетоста на Ахмети кон Груби во време кога дел од членството на ДУИ се крена против Груби. Пред камерата на Алфа Хајредини ги толкува пораките на лидерот на партијата на власт, нагласувајќи дека ДУИ може без секого, без да го издвои така наречениот прв вице-премиер. И симптоматично е што Али Ахмети не вика дека може ДУИ и без Ардан Груби. Тој може тоа му е лапсус, меѓутоа има факти кои зборуваат дека тоа не е нимало случајно, затоа што од она што е познато со неколку години, Ардан Груби, по вина по моје на Зоран Заев, располага со така наречени бомби и тие се забранети со закон, избегнува Али Ахмети да го спомне Груби, затоа што и тој самиот е заложник на Груби. Тој додава и дека преслушкуваните разговори кои ги поседувал Груби му дозволиле да се стекне со, како што вели, против уставната функција прв заменик премиер. Ардан Груби, само тој, според затоа што располагаше со такви адути, да кажам, успеа да се избори за позиција прв заменик, што нема ни еден закон ни во устав. Чури заменик премиер нема ни во уставот и заменик премиер. Тоа мене ми е познато од уште од порано уставниот суд, тоа го забрани да има заменик. А тој дури како што тој му одговара да биде прв и да не работи ништо од она за што е платен, а да работи све за тоа што не е платен. Премиерот Ковачевски пак одговарајќи на прашање за тоа дали владата е стабилна и дали постои опасност од губење на парламентарното мнозинство после отворениот раскол во ДУИ, уверува дека сте е стабилно. Нема опасност од губење на мнозинството во парламентот. Партиското незадоволство на огнената група трае безмалку 2 години. Меѓутоа неколку пати досега го прозиваше Груби, а побари Ахмети да ја деконцентрира моќта од првиот вице-премиер. Своевремено, меѓутоа се даде и оставка од функцијата координатор на пратеничката група на ДУИ.